Бунарскиот систем со кој Кочани и 9 населени места се снабдуваат со чиста вода за пиење, располага со над 280 литри вода во секунда, со што се задоволуваат потребите на граѓаните од вода за пиење во текот на целата година, па и во најсушните периоди кога има високи температури. Градоначалникот на Кочани Ратко Димитровски денеска на средба ги собра одговорните од водовод и општината со цел да се согледа состојбата со водоснабдувањето и да се види дали поплаките на граѓаните во делот на водоснабдувањето се оправдани. Врз база на апелите, повиците, односно поплаките од страна на граѓаните на општина Кочани, организиравме еден заеднички состанок со стручните служби во општината, од општината и комуналното предпријатие Водовод, луѓето кои што се вработени во работната единица Водовод и канализација, за да се произнесат што е со овие недостатоци од вода и што е со овие поплаки за одредени делови од град како немаат вода. После обемните дискусии се донесоа неколку заклучоци, односно се констатира дека вода за водоснабдување на граѓаните на општина Кочани има доволно, дека системот е активен, дека системот е во исправна состојба, меѓутоа одредени недоследности, одредени неправилности кои што се во користењето на водата се присутни повеќе отколку што се во оние, ако можеме да ги наречеме, нормални месеци, нормални потрошувачки месеци во текот на годината. Се донесе заклучок да заеднички настапуваме и општината со своите институции и комуналното предпријатие со своите инкасатори и технички служби, за да ова состојба што е можно повеќе се надмини, нашите граѓани имаат едно редовно водоснабдување во текот на сите 24 часа во текот на денот. Од комуналното јавно предпријатие Водовод истакнуваат дека ја следат состојбата со користењето на водата од водоснабдителниот систем и превземаат мерки за надминување на недостатоците во испораката на вода. Системот на искористеност на капацитетите на комплексот Бунари Градовски Орман се движи до граница од 240 литри во секунда и малку над таа бројка, а вкупниот капацитет, веќе повторено уште еднаш, се движи до 280 литри во секунда. Значи имаме резерви, тие стојат за евентуални проблеми, технички испади и дополнување на целата мрежа од водоснабдување и покривање на периодите кога имаме шпицеви во користењето на вода. Сакам да направам и еден наврат од заклучоците кои ги извлековме од овој денешен состанок. Значи, во овие месеци со високи температури, за разлика од ланската година, испорачуваме за 15% поголема количина во системот и таа се троши и поново се појавуваат недостатоци. Значи, особено на критичните точки од градот. За надминување на ваквите проблеми се договорихме да преземеме повеќе чекори. Едни од чекорите се долгорочни инвестиции кои ги треба во наредниот период да ги направиме. Втората работа е инспекцијата и контролата на терен, која веќе од вчерашниот ден интензивно правиме во соработка со службите од општината и од комуналното јавно предпријатие и констатираме состојбите и злоупотребите. И третата работа, повикот, апелот до граѓаните, кој веќе неколку дена врти на медиумите за рационално користење на водата. Но сакам да упатам повик дека Водовод има вода за доволна количина на основните потреби на граѓаните, но Водовод нема вода за злоупотреба од страна на одредени граѓани и скратување на основните минимални количини на делот од граѓаните кои имат во шпицевите во период од 3 до 6 часа недостаток. Затоа, покрај апелот, ги повикувам да после овие контроли, да не бидеме првата општина која ќе го спроведе законското решение од Законот за снабдување со вода и одведување на отпадни води, каде се третира кражбата на вода за кривично дело. Инаку од Водовод истакнува дека целата водоснабдителна мрежа од градскиот водовод е во функција, а појавата на нерационално користење на водата за полевање на бавчите и градините им создава дополнителни проблеми, посебно во периодот од 16 до 22 часот.